Добар ден на сите. Почитуван градоначалник Јакимовски, почитуван Мојсовски директор на Агенција за спорт и млади, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани присутни, почитувани изведувачи на работите на овие два објекти. Денес сме овде пред, би рекол, култната сала Наум Нумовски Борче, или како меѓу граѓаните позната Партизан, во Карпош, каде со гордост сакам да најавам дека почнуваме со изградба на затворен пливачки базен, како дел од овој простор, со кој проект верувам дека повторно ќе се врати и на смевката на карпошани и спортскиот ентузијазам на сите негови граѓани. По повеќе од 20 години, а јас би рекол и по повеќе од 40 години, овој објект конечно ќе ја смени својата лоша слика која што ја имаше во текот на изминатите децении, а сега со наша поддршка ќе добие нов лик кој што можете и самите да се уверите е една модерна спортска сала која што ќе обезбеди место за спортување на сите граѓани од Карпош, меѓутоа и на граѓаните од другите општини во Скопје кои што гравитираат кон општината Карпош. Дополнително со почетокот на изградбата на затворениот пливачки базен, кој што го означивме денес, и реконструкцијата на спортската сала Партизан, се гради целосен спортски комплекс кој што ќе биде во функција на младите, на спортистите и на рекреативците. Се работи за базен со големина од 33 на 40 метри и длабочина од 1,4 метри, комплетно затворен базен, кој што ќе биде поврзан со топла врска со спортската сала и која што инвестиција е финансирана од владата и преку Агенцијата за спорт и млади во износ од 760.000 евра. Воедно овде на терен со огромно задоволство сакам да споделам и дека веќе привршуваат работите на комплетната реконструкција на салата Партизан, кои што треба да завршат некаде до средината на октомври, што значи дека за еден месец од денес ќе имаме пуштање на оваа сала и да видиме повторно младите карпошани, меѓутоа и повозрастните да се занимаваат со своите омилени спортови. Тука ќе биде место каде што ќе можат да се сместат голем број на спортски клубови кои што функционираат во Карпош, од кошаркарските клубови, ракометните клубови, одбојкарските клубови, карате клубовите и така натаму. Со други зборови довршуваме овде една голема работа, која што значи нов модерен спортски комплекс, кој што ќе го врати и сјајот и имиджот на некогашната далеку позната сала Партизан, од која што се излезени голем број на спортисти, меѓутоа и во која што карпошани можеа да играат со омилените спортови, меѓутоа и да се рекреираат во текот на деновите. Со ова го враќаме спортскиот дух на карпошани. Дополнителната инвестиција која што веќе се одвива и која што кажаве при крај за еден месец изнесува 1,1 милион евра во однос на реконструкцијата на спортската сала Партизан, и со ова потврдуваме дека вложуваме во капитални објекти кои што значат подобро живење на граѓаните, подобри услови за живење и секако спортски објекти кои што во овој исклучително урбан дел на Скопје ќе овозможи на скопјани да можат да имаат место каде што ќе се занимаваат со своите омилени спортови. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот и на администрацијата на општина Карпош за завршените сите административни процедури во рекорден рок и во однос на салата, меѓутоа и особено во однос на базенот. Да се заблагодарам на Агенцијата за спорт и млади, која што го подготви целиот овој проект, и да се заблагодарам секако на изведувачите кои што работат на реализацијата и на реконструкцијата на салата и на изградбата на базенот. Инаку само еден податок дека практично оваа сала е донација од Франција после земјотресот во Скопје од 1963 година, и денес карпошани ќе добијат на истото место комплетно нова реконструирана сала и комплетно нов затворен базен. Ви благодарам и честитки уште еднаш на сите.